Цивил медија. 3 септември 2019. Вест на денот. Поранешен пратеник осомничен за оштетување и неовластено навлегување во компјутерски систем. Поранешниот пратеник од редовите на НСДП, Љубомир Јосифовски, синоќа бил приведен на распит во полициската станица Беково, Скопје. Јосифовски се сомничи за неовластено влегување во компјутерскиот систем на Централниот регистар. Централниот регистар на Република Северна Македонија потврдува дека е извршен упад во компјутерскиот систем и потенцира дека при упадот воопшто не се нарушени состојбата и интегритетот на податоците во сите регистри. По упадот, информираат од Централниот регистар, веднаш е поднесена пријава до Министерството за внатрешни работи, сектор за компјутерски криминал и дигитална форензика. Шекеринска. Постигнавме брз прогрес. Сега е време Европската Унија да покаже брза реакција. Само пред нешто повеќе од 2 години, мојата земја беше извор на загриженост кај повеќето сојузници во НАТО и Европската Унија. Се боревме со тешка политичка криза, со пад на демократијата, значителен пад во слободата на медиумите, па дури и со агресивна политичка конфронтација. Сепак, потребна беше нова влада, огромна политичка одлучност, храброст и способност за донесување одлуки за да се променат работите и да се очекуваат добри вести на самитот во Лондон, рече министерката за одбрана Радмила Шекеринска на панелот насловен "Што следува?" Поглед на евроатлантската безбедност, 70 години по Вашингтонскиот договор, што се одржа во рамки на Бледскиот стратегиски форум. На Кежаровски нема да му се суди за ликвидација поради застареност на делото. На новинарот Томислав Кежаровски нема да му се суди за случајот ликвидација поради застарување на кривичното дело. Во 2013 година обвинетиот Валентин Зафиров доби казна од 5,5 години за неовластено оддавање информации и податоци за сведоците и противправно посредување, а новинарот Томислав Кежаровски 4,5 години затвор, бидејќи според пресудата тој во 2008 година во 2 последователни прояви на ревијата Репортер 92 го оддал идентитетот на заштитениот сведок во овој судски предмет. Во 2013 година ме осудија на 4,5 години затвор, во 2015 апелација кажа само 2 години, а денеска обвинителството на Рускоска ме осуди на казна до животен затвор. Вака новинарот Кежаровски реагираше на денешната одлука на обвинителството. Флеш вести. Од денеска на настава сите, заврши еднодневниот штрајк. Седницата за разрешување на Јаневе закажана за четврток. МТСП. На располагање 10,8 милиони евра ги повикуваме општините да развиваат социјални услуги. Одбраната бара одложување на траекторија до разјаснување на ситуацијата со Јанева. Следното рочиште е закажано за 18 септември. Адеми, во иднина заеднички ќе одлучуваме за зголемување на платите на просветните работници. Договор за законот за ЈО се уште нема, консултациите продолжуваат. Цивилни активности, цивил на терен. Во предпладневните часови денеска тим на Цивил ги посети општините Валандово и Струмица, каде со граѓанките и граѓаните зборуваше за зелените вредности, социјалната правда и антинационализмот. По овие поседи во 13 часот во општинската сала на општина Штип се одржа работилницата Зелена иднина од истоимениот проект на Цивил, на кој ќе учествуваат представници на локалната самоуправа, невладиниот сектор, како и сите заинтересирани активни граѓанки и граѓани. Цивил, општеството и државата имаат должност да ги насочат младите кон меѓусебна почит, а не кон омраза и насилство. На самиот старт на новата учебна година, Цивил ја подсетува јавноста дека децата и младите имаат право да се развиваат во општество и држава во кој се негуваат меѓусебната почит, да научат дека животот нема цена, а родителите, институциите, медиумите, јавните личности, сите заедно имаат обврска со сопствените постапки, секојдневно да им даваат позитивни примери. Во општество, кое е поделено по сите можни основи, мора да им покажеме на младите дека само заеднички и сплотено можеме да ги преминеме сите животни бариери и да ги постигнеме посакуваните цели, стои во соопштението на Цивил. Прочитајте повеќе на civilmedia.mk. Цивил медија.